Прямо? Почитувани представници на медиуми, денеска свика ова конвенција за печат по еден убав повод. Како што знаете, објавено е и на интернет мрежата, на Facebook страниците, дека на 1.8. во 20 часот ќе биде свечено пуштање во употреба затворениот и отворениот пивачки базен, еден проект кој Општина Куманово со гордост го представува неколку години, по различни причини. Знаете, многу пати сме дебатирали, дискутирали на тема, ради финансиските потешкоти и фискалната политика како што е во Република Македонија, ние го правиме овој проект малку подолг период, не 3 години. Меѓутоа сега успеаме да го заклучиме целиот циклус и ќе биде со технички прием пуштен во употреба на први. Имаме една пригодна свеченост, значи ќе имаме културно-уметничка програма, значи прво ќе биде свечено отварање, потоа ќе имаме демонстрирање на пливачки спортови, ќе има некакви други културни точки, на првиот базен ќе има музички хепенинг со нашите познати кумановци кои настапуваат ширум балконот на тие реалити шоу, така на некој начин ќе го презентираме и градот со своите културни придобивки, а и недобриот проект во моментот мислам по некои мои сознанија дека за задните 10 години таков објект во Југоисточна Европа нема направено. Значи тоа е еден прекрасен објект за професионални спортски натпревари, каде со посебна програма ќе биде вклучен и школскиот спорт, пливачките клубови, ватерполо клубови и рекреација за граѓаните. Отворен базен исто така ќе биде на услуга на граѓаните на Куманово, негде капацитет од 200 луѓе ќе може да флуктуира по самиот отворен базен, ќе има можност и за културно-забавен живот, така да на некој начин долго очекуваниот овој проект ќе биде пуштен во употреба, со гордост го представувам овој проект. Кажам дека по моите сознанија во последните 10 години таков проект нема направено во Република Македонија и пошироко кажам. Се надевам дека вашето присуство на тој ден ќе ги оправда моите очекувања, ќе видите дека е направен во комплетна форма, со тоа што комерцијалниот дел хотелскиот комплекс е завршен до фаза на затворена градина, со сите инсталации, изблатериша, значи направено село, спремен за можно концесионирање или јавно приватно партнерство во иднина, бидејќи на тој начин правиме еден спортски комплекс, спортски хотел кој ќе има исто така прием негде околу 48 гости, со огромен ресторан, продавница за спортска опрема, кафичи, хол и така натаму. На некој начин ќе го надополни она што недостасува во Куманово, спортскиот хотел, каде сите екипи кои гостуваат во Куманово се приморени некој импровизацијско сместување или па некои големи семинари, значи еден поголем број на сместувачки можности кои ќе го понудиме тоа. Спортскиот дел ќе биде исто така на општината ќе го стопанисува и базенот затворениот и отворениот, така да некој начин ќе го надополниме она за кое Куманово со години го бара, граѓаните го бараат и она што е едно од по-круцијалните барања во летниот, особено во спортскиот дел во Куманово. Значи, ве поканувам, вие со вашите медиумски куќи и вие лично да присуствувате на овој свечен настан и преку вашите медиуми повикувам сите граѓани. Тоа ќе биде на платото пред базенот, пред спортската сала. Ќе имаме убава свеченост, значи ќе имаме свеченост на отварање на затворениот базен со пригодна програма, реков, и хепенинг надвор во отворениот базен кој ќе биде надополнет со музички хепенинг, како што кажа овие наши познати кумановци кои се промовираат на реалити шоу. Тоа е моето обавестување на граѓаните и повик, уште еднашка, да масовно бидеме присутни и да пустиме употреба онаа за која е било очекувано.